нова дружба и ново издание на Диетално максимално. Добре ни дојдовте. И денеска сме возиме повторно со панорамскиот автобус на ЈСБ Скопје, бидејќи емисиите се однапред снимени. Временските услови не ни се погодија за да го користиме кровот горе, но ние секогаш се адаптираме на условите и сме во долниот дел овој пат на автобусот. Имаме една прекрасна гостинка која што ја пречекавме и денеска со нас надружи Суица Лазова. Добар ден на сите! И јас и на почеток ви кажав дека човек само може да посака да ви биде во друштво и мене ми е навистина драго што ќе имам некој час вака дружба со убави дами. Сега тој е на вежбање малку саман. Па таман сум за навежбање направена. И ми е подготвена веќе погледот тие. Да, каде треба, каде има. Има. Треба да се ние пресече. жените никогаш не сме задоволни од изгледот или од Не, па не е секогаш така. Повеќе Јас едно време си бев задоволна од својот изглед, меѓутоа сега не сум баш. Дуица, ние сме подготвени денеска да пееме заедно со тебе. Вака имаме еден убав амбиент, ние се возиме во автобус и разговараме, но и подготвени за пеење. Браво. Кога се договаравме со што да ти изненадиме вака да те пречекаме, Иван имаше една убава идеја. Барајќи на YouTube. Да. Иван што Покрај сите ваши убави песни што ги имате лични, констатиравме дека една од побавите изведби, ако не и најубава на стариот Џумбушле со маестрото Зоран Џорлев ја имате вие изведено пред повеќе години. Така да не кажуваме колку години. Да. И би сакаме сликава. Да. Ете за наша душа, за душа на гледачите и за во име на маестрото да ја запееме сите заедно ако може. Ајде да ми подготвена. Пусти ме, али шалги му пеа другари, песни му пеа до зори. Целиот живот го помина, оти пусти ме, али шалги му пеа другари, песни му пеа до зори. Дајте му негу вино ракија, пак нека пие да се опие. Еј моме, малој моме, тој е оној стар Мераклија. Ej, moj mome, maloj mome, to je onoj star Џумбушлија. Ушли Меракли, сите си ги имаме по дома. И ние сме си. Ама и ние сме си. Џумбушлики Меракли. Како од искуство, мислам дека дамите, односно жените се повеќе може да се опуштат во ресторант, во кафана и да направат поголем џумбуш. Од искуството мое, можам да го потврдам ова. Ова мислење, ама После една, па до Па две. некој сега една, некој после втората, некој после третата. Нас не ни треба ни една. А некогаш се случува некој да помисли дека некоја дама е пивната, а во суштина не е така. Пример ја. Зошто да се помисли така? Ивана Кога- како се така? Значи, ако некоја дама се расположи, одма леле, види ја, пијана, бе, како пијана, бе, луѓе, си се весели. Дамата е весела, не е пивната. Знаеме ние така, да си осудиме неосновано. На кои песни најмногу се весела? Еве што нешто
најпозитивно реагираат луѓето? Една од овие песни, една од тие песни е и оваа. Нели ја погодивме по така Секако. Си се веселат луѓето и на македонски и на песните ни од соседството. За жал, па можам да бидам искрена, брутално и да кажам дека дури и повеќе. За жал. Да, за жал. Реков за жал, мама, искрена сум, да. Така. А има колку прекрасна музика наша, македонска и стара и нова, која што ета и вие порано Посебно е жално што се творат нови песни, а ете не си ги, значи, сакаме, не си ги слушаме, не си ги знаеме, во суштина. Според тебе, која е најдобрата македонска песна? Ајде, има топ 5 македонски да издвоиме, онака без кои нема писалба која нема да Јас не сум интересна Нима по веќе тоа ќе кажеш по прашање. одговорот, пошто една треба да биде сигурна од нау. Ја можам одма петте да ги направам. Мене мојата Милена! Абе да ви го Не, пуштам мене ја жал за господинов Деспина. дека тоа е по теретаните сега. Што се ми милица и оди звездо и све ке... И жал за Деспина, една нема... Да. Тоа е, значи, Ама не се тие мои омилени. Еве, ако тргнеме од него да ги погодам, редам само песни. најгоре. И Јовано е убава. Лазаров Поле. Не. И Филизо Моме е многу убава. Не е негова, спомени стари, Да. група Џумбуш. Од него Еј свирачу горскит никој или Ноќва пеам само за неа. Отвори порти меано стара. И така тие едни стари, Грло не напеано. Тоа се многу стари песни. Грло не напеано му е од поновите, ама многу малку да кажам позната. А ке си дојде ред на неа, како што после не знам колку години дојде ред на Милица. Да. Па ниту Оди звездо не беше Да. во стартот толкав хит. Ние отпосле си ги. Јас морам да кажам една Ископуваме. песна на Суица, не знам дали сте ја слушнале, дали сте имале можност. Пред многу години, нема да кажам пред колку години Суица, кога снимавме еден музички проект заедно кога го работевме. Утринска кова е една песна која што е многу тешка и е на Суица. И е некоја Таа која е ќе навистина слушнете, одамна песна. е Тоа песна е со многу емоции, со мощности. 2001 Така се не. случи на Цветници. Тогаш си ги собра сите тие награди што постоја, едно грант придоби. И заслужено, искрено. Да, и колку и да ја знаеме или не ја знаеме, таа сепак си е моја лична карта и нешто што најмногу ми го бараат, да речем. Ајде на Жели почнеме. малку. Румена зора булди небо, станувај, керко земај лево, отвори очи, душа спие, тутунот, душман проклет ми е, сите моми спијат, сладки соној сонат. О, Боже, пак плачам, млада ти се мачам. Земи ме барем мене, маки ке ми скратиш, единец на мајка тој е, него да го вратиш. И земи ме барем мене, маки ке ми скратиш, него врати го. Двајцата Боже ке не спасиш. Ете, гледате дека тоа е моја омилена песна. Епа, Искрено од е моите е една од најомилените е токму оваа. Јас ја знам оваа песна, но не знаам дека е ваша. Да. Епа тоа е тоа што го велам дека ретко си ги пееме, ретко си ги пуштаме, ретко си ги промовираме. Или може и нема каде да си ги промовираме.
Да. Тука Студијата, некаде да. сме, да. Вистина е тоа. Зуица, кога последен пат се била во теретана? И дали си човек кој што, ама искрено, дали си сакаш теретаните, дали сакаш да вишбаш, дали никогаш се вишбала? Дали сте пробале? Сум пробала и само еднаш сум отишла во теретана. Пробај И да, тоа реков искрено, така. Да, најискрено. Ја мислам дека знам Што таа што не- не ја засакала теретана. Не, Нашла правиот тренер. веројатно. Веројатно. Мора и треба да си видам јас зошто наам толку е редовен у теретана. Треба да си проверам ја тоа. Треба да си проверам јас. Да. Не значи дека не вежбам. Или не вежбам. Вежбав многу повеќе порано. Имав имам. Си ја носам повреда на кичма и од тука малку паузирав и тука си накачив килажа. Си имам дома оној, Да, од сегогаш, да. како се вика, Орбитрек, велосипед. орбитрек некаков. Си имам и доста го... Скапи за качалки. Да. Беше една година скапа за качалка, додека малку не видов дека повторно можам да Да биде во функција. да го користам. И сега се враќам полека. Пешачам сега. Тоа е добро. Си одам од кај нас, тука ми е блиску, се паркирам таму на кај Сончев град. И си одам до Средноводно, Малку во крупче, си да. имам друштво за тоа и назад. Браво. Да. Браво, Зуица, крај на учебна година, е задоволна си од твоите ученици? Времето не е лимитирано. Точно треба да ме вратите на часови. Сериозна сум. Ке ме чекаат, уствари, ако задоцнам. Крај на година оценки се редат, состаноци течат. И задоволна сум. Од некој повеќе, од некој помалце. Но генерално е да си кажеме дека, еве како наставник, дека некогаш децата не требаше толку да ги туркаме, толку да ги молиме да свират, да вежбаат, да го прават тоа што им е задолжение, Добра. како денеска. Значи денеска многу повеќе од порано. Така да тука е тоа едно мало мое незадоволство. Има ли интерес за фолклор? Сега Да. имаме задоволство. Да, сега се бориме со овие технологии, многу им е полесно да седнат пред компјутер или веќе и поинтересно им е. Или на телефонот. Технологијата оди напред и Значи, сега се менуваат. Се бориме едноставно со тоа. Има ли интерес за фолклорот? Да сакаат ли фолклорот? Да. Го негуваат Иако ли? јас во ДМБ Уцне Лилија Николовски Луј, што си работам веќе многу години, предавам хармоника и предавам класика на хармоника. Многу сум среќна што се уште има интерес за тоа и се оди напред. Инаку имаме, таму е син ми на традицијски играч пејач. Тоа е етно оддел кој што го имаме исто во ДМБ Уцне. Малку од поновите Еден оддели. малку домашни муабети. Може? Го спомена Стипан, го има наследството на мама и на тата. Да. Македонка исто. Да, само што Доне си е во еден друг правец. Таа си е оперска певица и не многу се интересира за тоа што ја и тато го работиме. Многу помалце за народната музика. Неизе и е навистина задоволство да го пее попот. Сака поп, ја сака онаа стара македонска забавна поп музика, нема песна која што не ја знае од тие. Да, и за мене, и тоа со задоволство си ги слушаме и затоа на тој проект од 5 за 50 што го правев пред година и пол, со неа направивме еден дует кој што и од мала го пееше Симпатија. И долго ни тлееше тоа да го реализираме, па ете му дојде време конечно на мојата песка. И онака со еден убав видео запис и написаната беше така убава. Можеме ли да очекуваме никоја таква фамилиарна песна? Зборувам за Стефан, Македонка, Зуица, Наум, Анастасија. И јас се надевам дека Така- ќе се случи. Имаме ние тројката направено, ама ни не достига Даме од Македонија, Дамјан од Македонија, ама ни не достига Македонка тука, така што може да се размисли на таа тема и да направим. Јас имам во план еден друг проект кој што ќе бидеме, во кој што ќе бидеме вклучени, ама не е песна.
ќе бидеме целата фамилија, се надевам дека и мама Анастасија ќе не дружи. На 83 години пее како Славејче. Тоа да можеме да го доживееме, Навистина така. би биле среќни. И јас и Нао. Така. Што друго можеме да очекуваме на музички план од звезда пред да преминеме на прашање доколку има никој, а знам дека има. Сега за сега сум малку во мирување, некако се истрошив со тој проект. 5 за 50 и се уште тие песни не се заживеани, а како што велам претходно не сме си ги спромовирале тие веќе песни што ги имаме и така да во најблиску не планирам да работам. Тоа ќе му се придружам на Наум во организација на и помош околу неговиот проект. 40 години на естрада и 60 од живот. Така да тука ќе дојдам како еден Секогаш била Зоица сапортива, јас бидејќи ги знам поддршка. Секогаш била тука човек кој што е покрај него, до него и е мотиватор за се тоа што го прави. Би рекла онака напоредно ги турка и двете кариери. Така некако му доаѓа. И уште по нешто по дома. Жена не само по дома, туку жената е апсолутно секаде, затоа имаме таа женска енергија и го диетално максимално. Женски прашања. Па јас би сакала да поставам на прашање, да. Бидејќи вие сте професор по хармоника, а јас од мала многу сакам да свирам на хармоника и цел живот ми беше срам дека женско хармоника. И така некако бев деградирана од таа страна. Сакам да ве прашам дали еве во овој 21 век има девојчиња кои што свират на хармоника и дали кај нас тоа позастапено во Србија? Знам дека е застапено во нашиве соседи, меѓутоа Да, ама за разлика од Србија, овде еве и првата катедра на Балканот е отворена. Јас и мојата колешка Зорица и уште еден колега Ненад сме првите тројца кои што завршија. Две дан. Браво. Две се жени. Двете го поставивме музичкото овдека од корен. Сега е таа на факултет, јас и останав во средното. Така што извадивме, еве тука ќе ја спомнам, актуелна е сега Христијана Матеска, Софија, да. Значи имаме еден куп девојчиња кои што ги извадивме. Јас сега имам во класата две млади девојки кои што знам дека ќе бидат добри. Тогаш ќе ве посетим. Да, и да видите дека многу успешно се носиме со инструментот. Одлично. Јас имам едно прашање. Од колку ваши млади години испадна да пеете и излезе вашата голема популарност? Супер прашање. Стварно, Затоа што баш никогаш, многу ретко кажувам, никогаш не сум пеела. Да. Секогаш свирев. Во друштво јас свирев, другите пееа, јас уста не отварав. Како се случи на академија, кога еден колега, Коки Коцев, трубач познат во Dream Team, случајно ме слушна кој што си пеам. Си пеев нешто. Што дека се тушираш, што дека готвиш, што дека чистиш. Така нешто. Ама и тоа ретко, ова беше една прилика и му требаше пеачка и така почна уствари мојата кариера. Од нигде никаде и кога му кажав на татко ми дека ќе пеам, дека почнав да пеам, вика, ајде немој да ме зафркаваш, чекај полека да видиме. Како си, што си, па после пеј. Ама добив одобрување од татко ми Ристо. Така да тоа беше дури на факултет. Поддршката од семејството. Дури на факултет, многу доста. Прашање. Дали би дошле еден ден да се дружите со нас во Синерджи, со Еми? Кажа она одма. Јас си кажав, само што ве видов сите, со колку позитивна енергија сте, си реков на вистинско место сум и убаво ќе си поминам. Да. Така да, И мислам дека ќе да сакате да почнете да вежбате. јас си вежбам, тоа да не се лажем. Си вежбам, ама може да дојдам и у теретана, затоа што дома се ќе најдам некоја попаметна работа. Поголема мотивација. Да, а тука одиш конкретно за тоа и знаеш дека ќе го И за завршиш, кичмата да не се секираш, че знае се. Особено со ваква женска екипа. не се Не и сомневам. вежбање и Не се, се. стварно не се сомневам. Јас И имам навистина. едно прашање. Кој ви е? Да не биде надвор од вежбањето, да не бидам нели као секогаш викаат дека сум најлошата тренерка, односно дека сум лоша за тренинзите. Кој ви е најдраг
или кој дует некогаш дали во емисија или било каде сте го испеале со некој ваш Колега. Да. Па ја и на А да не е настап. тој колегата по дома што. А да не е колегата дома. Како бе да кажем дека не е тој кој тоа е? Добре, за него веќе знаеме, нели дека. Сакате да ви кажам? Ајде. Со Стефан го е тоа. И Стефан е по дома. И он е по дома? Да, не. Некој што не е дома. Домашните не се важат, се во случај. Леле бе. Па ја не знам колку дуети имам и дали имам што Па имам. не, воопшто дали во емисија со некого сте поделиле некоја песна заедно во живо, во кафана на пример. Е така. Да, не со колега, со колешка, ќе си кажам. Било кој. Со Смилја Митровска. Да, се смилја, да. Да. И тоа дамнешните години, значи уште не ми беше родена, бев девојче, работевме 3 години во ресторан Орео Флат ми се чини, да. И толку добро се согласувавме прво како личности и потоа и како вокали. Многу научив од неа и во оваа прилика ја поздравувам Смилја. А која би Која што ни се врати. Ете, пошто Дали заедно знаете, сте пееле заедно. ајде можда не омилена, од неа ја научив историја де un amor. Значи од неа ја слушнав и почнав да си ја пеам, тоа ми е на секој настап. Значи дали некој ја знае од музичарите или не ја знае, јас си ја терам. А Бандидо ја пеевме тогаш, беше актуелна. Да. Да. Може ли малку дел? Ајде. Yo solo bandido, con cuento. Да. И кој парадокс после потоа да, таман сум сега како шпањолка. А и нутриција ни е од Да. Шпанија, сам наша македонка, ама отидена да живеа во Шпанија. Поздрав за Клаудија. Поздрав. И се погоди таман. Да, и моабетов со Заедно со нас во Палма де Мајорка, одиме кај Клаудија. да, ќе си ја земем, ама Смилја па тогаш нема ни да сака да се врати пак, зашто сега се врати од таму. Таму живееше долги години, така да. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Кат & Кат. Биотек поликлиника, врвен медицински тим, современа диагностика, брза и професионална услуга, доверба и квалитет на едно место. Вашето здравје заслужува најдобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Зуица, на крајот ќе ти заблагодариме, бидејќи временски сме лимитирани, а и те чекаат мили учениците, Секако. како што споминавме крај на школска година. Има една песна која што би сакала вака со неја да ја затвориме емисијата, дали може?
Која? Што да правам, што да чинам кога е лоша мајка ми може. Убава е. Ама да, гледај да тире кога е лоша Емилија. Што да правам, што да чинам, кога е лоша мајка ми, не ми дава да заљубам одличните ергени. Не ми дава да заљубам одличните ергени. Само да кажам дека оваа песна прв пат ја слушнав и ја имам засакано токму поради неа. Така. Благодарам. И кога слушнавме, кога договарав, Прва ми е речета. Ја кажав токму оваа песна. Ти благодарам за ова прекрасно друштво. Благодарам на сите вас дами за убавото друштво, убавата енергија која што мислам дека ја споделивме заедно. Стопливме малку на валата. Да, навистина ме стопливте надвор. Не личи, го молиме мај да не си игра дека е, да не си мисли дека е ноември. Винаги се случува ова, како да кажам, тогаш ќе треба да врне, тогаш ќе треба громови да паѓаат, секогаш има временски неприлики кои ќе договориме Ама ние одиме против се. Така е, апсолутно. И имавме супер дружење во овој прекрасен автобус кој што ни го возможи ја за Скопје. Благодарна. Благодарам за гостувањето. Благодарна за сите. И благодарам и на вас. Чао, чао.